Во 21 век, во време на корона и на само 10 дена пред официјалниот старт на новата учебна година, ова е денешната слика од санитарните јазли во Централното основно училиште Лирија во Долненското село Житоше. Изградени надвор од училишната зграда, уште во 60-тите години на минатиот век, со санитарија која одамна не служи за ништо, без врати и струја, тие представуваат вистински извор на зараза, тврдат загрижените родители и додаваат дека училиштето не ги исполнувало ниту основните услови за во него да се одржува настава, бидејќи не биле проблем само санитарните јазли, туку и ентериерот на училиштето. Во тоа училиште условите се испод нула. Јас сакам да ги прашам овие општинарите што се или градоначалници или министер за просвета, дали дома таков санитарен чвор имат или ВЦ. Замислите, така има кажано од другите ученици, девојчината стоечки прават нужда. Значи тоа не е нормално. Од јас не сум тука, јас сум во Швајцарија. Во Швајцарија така нешто се казнува за доживотен затвор, вака да ги носат децата, да не можат ни да вршат нужда нормално, ама камо учење. Значи, не знам дали имате влезено во на учениците, се уште со онај патос, со зив што ги прават. Значи, тоа е бакцили неверојатно. Денеска училиштето беше заклучено. Директорот Шабан Салиоски го најдовме дома. Одби да даде изјава во камера, но зад камерата ни раскажа дека заедно со општината Долнени имале изготвено проект за комплетна реконструкција на училиштето, ама заради изборите истиот бил пролонгиран. Признава дека условите во училиштето се субстандардни, но вели дека сега било предоцна за било што да се промени. И оделенскиот наставник од ова училиште, Адмир Рујкановиќ, смета дека условите не се најсоодветни. Наставата може да се одвива секако затоа што изнаоѓаме нови методи, изнаоѓаме платформи кои што ќе бидат прилагодени за сите ученици и за наставници се разбира. Тоа на тоа напорно секако се работи. Селото Житоше е релативно големо село со неколку илјади жители. Во училиштето зад мене учат преку 300-400 деца. Според тврдењето на дел од родителите на тие деца, во ова училиште нема најсоодветни услови за да почне наставата на 1 септември, а може би и подоцна. Исто така тие тврдат дека добиле ветување од градоначалникот на општина Долнени дека до крајот на минатиот месец ќе биде реновирано училиштето. Меѓутоа до денеска тоа не се случило. Го побаравме и градоначалникот на Долнени, Џемел Кемили, кој ни рече дека е на службен пат во Скопје. Но во телефонскиот разговор и тој ни потврди дека имало проект за реновирање на училиштето, ама не знаел кога ќе биде реализиран, бидејќи проблем биле парите. На нашето прашање како сега ќе се одвива наставата под вакви услови во училиштето, тој немаше конкретен одговор.